А во продолжение, време е за првиот гостин за денес, со оглед на тоа дека ова е период кога времето е навистина променливо и сите ние ги чувствуваме неговите промени, малку сонце, малку дожд, пролетта на прагот, следниот месец ја пречекуваме истата, ке започнат пролетните алергии, односно чешање на очите, кивање или пак можеби непријатно течење на носот. Токму затоа денес во студиото со Слободанка, како што најавивме на самиот почеток, е дипломиран фармацевт Михаил Минов. Добро утро на двајцата. Добро утро. Јас верувам дека се повеќе луѓе ќе бидат излечени од овие пролетни алергии со оглед на тоа дека и деца и возрастни во овој период и последниве години покажуваат истражувањата дека се затечени од оваа состојба на Токму така и све поголем бројот на луѓе кои што стануваат алергични кон поленот во прв ред, меѓутоа и кон ред други алергени. Така. Оливера, благодарам за најавата. Уште еднаш еви јас ќе искористам можноста да ги поздравам нашите гледачи, да ви посакам да си имате убаво утро, убаво утренско расположение и да ви повикам почитувани сите кои што, еве, барем не следите сега во вашите домови, а се соочувате со проблеми кога станува збор за алергиите, ќе имате можност, шанса да искористите, да се јавите и да поставите прашања, но ние секако дека ќе си започнеме со разговорот. Оливера ќе биде расположена и да го почести нешто. Веќе стигнав до пултот, дали можеби чај или кафе? Секако кафе, да. Утрински со кафе, денот да го започнеме како и секое утро. Да, турско? Или какво и да е. Македонско. Какво и да е кафето, меѓутоа секогаш без шеќер. Ајде да ти подготвиме наше македонско кафе. Може би Секако. А дали некоја субстанција, шеќерот е можеби алерген? Шеќерот не е алерген. Но не треба толку многу често Апсолутно. да го... Гледано Апсолутно. од поинаки здравствени аспекти, шеќерот би требало што е можно помалку да го користиме во секојдневната исхрана. Значи кафето без шеќер или со малку шеќер? Во принцип, јас лично го пијам без шеќер. Без И без млеко, и без шеќер, без крем, без ништо. Слободанка, јас Така, и ти го да. конзумирам. Добро, Оливера ќе го подготви кафенцето, слободно можеш да си го пиеш и тука во мое друштво или после ќе си се напиеме уште плюс едно, не е на одме две, така? Секако. Доволно се. Ајде да започнеме за она за што нели сме ова утро тука и ти си наш секогаш добре дојден гостин затоа што и ја носиш секогаш твојата убава енергија секаде со себе, нели? Тоа е многу важно. Сезона на алергии, но не можеме да кажеме сезона на алергии затоа што алергиите се почесто не напаѓаат, така да кажам. И стануваат целогодишна здравствена состојба. И на години на кои што можеби воопшто и тоа не сме го ни помислиле, а па камоли да ни се случи. Токму така. Ајде, што е алергија? Согласно литературата, алергија представува една реакција на пречувствителност на организмот кон надворешни фактори, односно фактори од надворешната средина. Дали тоа ќе биде поленот од растенијата, дали ќе биде прашината која што ја имаме во изобилие, дали ќе бидат влакната од животните, од домашните миленици, дали ќе бидат лековите, и тие знаат да предизвикаат алергија. Па да, има секогаш предупредување кога има голем број на различни фактори на кои што нашето тело реагира. Таа реакција е во еден дел слична како кога ние реагираме кон бактерија или вирус кога не напаѓа, значи активен е имуниот систем, меѓутоа други клетки се вклучени. Така. Односно се активираат клетки кои што алергиската реакција секогаш ќе резултира со ослободување на големо количество хистамин. Тоа е една молекула која што ќе предизвика она што ние лично субјективно ќе го почувствуваме. Како чувство на чешање внатре во носот, поинтензивен рефлекс на кивање, за да организмот се ослободи од чадот, прашината, поленот, односно напаѓачот наш. Хистаминот ќе биде одговорен и за солзењето на очите и за црвенилото во очите. Меѓутоа, хистаминот ќе предизвика и реакции по кожата, зависно каков е алергенот,
и ако не се третира навреме, знае да направи и многу посериозна штета, да се случи анафилактички шок, кога веќе треба сериозна интервенција во ургентен центар. Тоа е моментот кога треба да се подготвиме за Тогаш урбазон. треба брза помош, да. Урбазонот е тука што... И адреналинот е, значи, анафилактичкиот шок веќе е сосема сега, за кој временски тек, односно за колку минути, да кажам, може да дојде до, или пак часови до ова што сега ние го споменавме, кога треба итно да се интервенира? Многу е индивидуално. Индивидуално, нели? Секој човек различно реагира, никој не уме да процени, да каже дека еве луѓето, децата побрзо ќе реагираат, возрастните поспоро ќе реагираат, значи све е многу индивидуално. Значи тука не станува збор за колку брзо дека ќе изреагираме. Медицината детектирала како генерално човековиот организам ќе изреагира, значи тоа ослободување на хистамин и терапијата но која кога што чувствуваме дека е потребна нели итната помош, веќе кога телото како не реагира во тој случај? Значи влегуваме во состојба на шок. Во состојба на шок, така да. Ние самите не умееме да викнеме Ете, брза што се помош, може да меѓутоа сторат, околината на околината. луѓето кои што се околу нас се тие кои што треба да изреагираат. Со цел затоа што еве што може да создаде една алергија. Со можеби почетно кивање. Точно. И така натака. Почетно кивање кое што нели ќе си речеш ништо не ми е. Но може сериозни последици. Имам рамчиња, меѓутоа последиците може да бидат исклучително сериозни. Така да бидеме многу внимателни кога се однесува нели за алергенсите, алергиите кои што не напаѓаат, како што кажа, дали преку храна или надворешни влијанија. Сега сите оние кои што се соочуваат или можеби забележале дека кај ни во телото алармира нешто поспецифично, како што кажавме кивање, можеби затнатност, како што јас сега во моментов го имам, па не знам дали е од алергија или е можеби или настинка, или најинтересно е што најчесто се комбинираат во овој период од година и реакцијата, значи затнатиот нос, односно носот кој што тече, многу често се резултат и на алергична природа, меѓутоа и на инфективна природа, односно кога се случува процесот или зборуваме на нос, на алергиски ринит, нели течење на носот, медицински ринит, предизвикано од алергени, тогаш и самата слузокожа е исклучително почувствителна кон инфективните агенси. Да кивате и да кашлате, бидејќи малку ми истече кафето. Добро, благодарам. Тоа се случува и е сосем нормално. Да, сосема нормално. Благодарам за кафенцето, повели Михаил. И кашлањето се нормални рефлекси со кои што ние се одбрануваме од страни тела. Така. Сега, кажавме како алармира телото, на што треба многу да бидеме подготвени. Јас мислам дека тука време е и да вклучиме наши гледачи, каде што имаме и подарок за нив мултивитамини и една убава крема за нега на рацете, така да телефонските линии нека бидат отворени за сите оние кои што еве имате желба да се јавите. Секако секој кој што ќе се јави ќе си добие подарок, меѓутоа и да поставите прашање што се однесува за алергиите и еве како да се заштитиме. Кога веќе го имаме и насловот како да се заштитиме во очекување на гледачите, ајде малку и да позборуваме за тоа. Имаме и новитети што се однесува и за алергенсите. Лоратадинот веќе ни е познат и секогаш кога зборуваме за алергии го имаме на ум. Меѓутоа има сега нешто ново. Токму така има нови молекули кои што делуваат значително подобро од лоратадинот, тоа е молекулата биластин, која што се врзува за истиот рецептор на молекуларно ниво како и лоратадинот, меѓутоа за разлика од лоратадинот не предизвикува поспаност. Верувам дека дел од гледачите кои што веќе користеле лоратадин го имаат тоа доживеано, дека после таблетата која што содржи лоратадин, едноставно така се чувствуваат порелаксирано, им се спие, меѓутоа едноставно не можат да продолжат со вообичаениот начин на живот. За разлика од лоратадинот, биластинот е тој кој што нема да делува во таа насока, односно ние тоа стручно го велиме, го нема несаканиот ефект на лоратадинот. Инаку подеднакво идентично како и лоратадинот го ординираме еднаш дневно по една таблета во време период додека организмот е во акутна фаза на борба против алергенот. Ајде да го вклучиме гледачот кој го имаме на телефонската линија. Добро ви утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро, како сме?
Добро утро и за господинот Михаил. Ви Добро благодарам утро. многу. Повелете со прашање. Би сакала вака нешто да ми препорачате на природна база, пошто сум пробала неколку спрејчиња, значи пролетно време, а излезам надвор, значи кивање, кашлање, Сосема а нормално. дома имаме прочистувач на воздухот, значи дома не се случува, само надвор. Сакате нешто на природна база, така? Да, дали нешто да ми препорачате? Ви благодарам многу што не седите и што се јавивте, меѓутоа добивате и подарок од Еврофарм, Благодарам. мултивитамини и крема за нега на вашите убави раце. Домакински предпоставувам и по гласот се познава. Гледачката ја начна можеби најбитната тема Нели? во Ајде да медицината, одговориме, превенцијата. Значи, убаво е што господјата знае дека е чувствителна на алергени од надворешната средина. Одлично е тоа што дома имаат прочистувач на воздух, така да микросредината дома е, условно кажано, соодветна за нив. Заштитена е. Заштитена е дома. Препорака кај ваков тип на луѓе е секојдневна лаважа, значи спреј на база на морска вода. Добро. Дали ќе биде изотонична или хипертонична, тоа е разлика концентрацијата на натриум хлорид и на другите минерали внатре во самата морска вода и секојдневна промивка. Едноставно, наутро кога се мијат забите, да се направи лаважа и спирање на слузокожата на внатре што се наоѓа во ноздрвите. Спрејчето со морска вода, јас лично го користам она што е хипертоничен раствор со хиалуронска киселина. Хиалуронската киселина е молекула која што ќе обложи слузницата на носната слузокожа и нема да го дозволи контактот на алергенот или чадот, прашината, па дури инфективниот агенс со клетките од слузокожата. Так, се надевам дека ќе имаме време за уште еден гледач да вклучиме. Да, имаме и да ве слушнеме и вас. Добро утро. Ало, Добро ви утро. дали сум јас во програма? Во програма сте, ве слушаме. Епа вака, значи голем поздрав до водителката, Благодарам многу. до докторот. Јас да прашам сакам докторот, значи имам алергии, алергична сум на полен, прополис и свинско месо, и имам астма на алергичка база, бронхиална астма. Добро? Прашањето ми е, значи, во моментот јас не знам дали имам алергија или не, ама пред една година така симфрла по телото, Добро. меѓутоа сега немам таква реакција и ме интересира, јас не знам сега кога ми се појавува алергија и дали имам сега или не. Редовно така се подкашувам. Значи, ваквите случаи, кога еве у суштина алергиската реакција или пречувствителноста на организмот е на едно повисоко ниво, веќе прогредира до алергиска бронхиална астма, самиот човек убаво си кажа господјата, точно знае на што е алергична и во принцип треба да одбегнува. Во конкретниот случај мед, прополис, млеч, се она што содржи мед, колачиња, торти, нели, Така, да. ред производи. Спомна ми се чини свинско месо. Значи, нити свинското месо, нити било какви преработки кои што содржат свинско месо, таа едноставно не смее да конзумира. Убаво е што Искрено да бидам, знае... потпа слушам дека некој има алергија од свинско месо, но добро е да слушнеме. Сите и сме така. различни. Сите сме различни, Сите сме различни и... Јас само би сакала да кажам дека и за гледачката имаме подарок која што се јави и очекуваме во телевизија Алфа по мултивитамините кои се навистина добре дојдени сега за оваа сезона и кремата за раце. Продолжи си, Михел, се извинувам. Така да, значи, за првата гледачка препораката е секојдневната хигиена, лаважата на носната слузокожа, а во вториот случај, бидејќи господјата знае на што е алергична, треба да одбегнува, но во конкретен момент може би нема да внимава. Да, антихистаминикот е она што може да и биде издадено во аптека, бидејќи самата во консултација со фармацевтот треба да нагласи, а во колку реакцијата е посериозна, посекако треба консултација со лекар.
Со лекар, да. Еве веќе зборуваме нели за каков тип на лекови се препорачува во моментот кога тие ни се потребни. Ги споменавме новините, па ајде доколку нешто подзаборавивме за тоа да споменеме, затоа што еве како и како ни се потребни на сите, па претпоставувам дека и на мене, со оглед на тоа дека еве ќе кажам и јас пред некое време се уште ги чекам резултатите алерготестови и колку се тие алерготестови преку крв за да се нели знаеме точно од што ние сме. Тоа два начини за диагностика на чувствителноста на организмот кон алергените. Едните се кожни тестови, вторите се преку антитела, односно преку анализа на крвта. На крвта, да. Кожните тестови даваат веднаш реакција, меѓутоа ограничувачки фактор е малиот број на алергени, односно антигени кон кои што се определува чувствителноста на организмот. Во случајот кога се анализира крвта, тогаш веќе палетата или диапазонот на алергени кои што се определува е многу поголем и може поконкретно да се каже кон кој точно алерген организмот е чувствителен. Ајде да видиме, да. Имајте во предвид дека како што нели поминува времето, како што старееме, се менуваме и ние, нашата физиологија и ако како деца не сме били алергични кон нешто, понатака во животот можеме да станеме. Може и обратно да се случи. Така. Еве за крај од нашиот разговор за заштитата веќе да зборуваме, меѓутоа како што кажавме, тие се алергиите непредвидливи. Токму така. Ако ние не сме биле, како што убаво тоа да го потенцираме, алергични во минатото, тоа не значи дека нема да бидеме сега во иднина. И дали се работи за храна или пак дали се работи за надворешни влијанија, нема. Дури на прашокот за перење, омекшивачот, омекнувачот за алишта, и кон тоа луѓето сме алергични. Алергични, да. Што значи дека можеме доколку забележиме нешто, веднаш да реагираме. Многу убави совети, како и впрочем секогаш добиваме од тебе. Убаво што одговоривме еве и на гледачките кои што се јавија и се соочуваат со вакви проблеми. Меѓутоа, ајде и за крај уште еднаш оној најдобриот совет кога се алергиите во прашање и уште еднаш како да се заштитиме од нив. Кога се алергиите во прашање, да, антихистаминик треба да се има дома во домашната аптека. Повторно ќе го спомнам биластинот како нова молекула која што има одличен безбедносен профил од аспект на несакани дејства на лекот. Може да ни спречи шок, она што го зборувавме? Ќе го спречи развојот на алергиската реакција. Бидејќи ослободувањето на хистаминот оди постепено. Така. Значи не е тоа дека ќе се случи во рок од 3 секунди, меѓутоа да, кога ќе се запримети таков еден момент, пример алергичност на убот од пчела или од оса, веднаш организмот реагира. Меѓутоа, анафилактичниот шок, она што не сакаме да се случи, ќе треба малце време за да стигне тој хистамин да делува на срцето како мускул. Токму поради тоа, да, антихистаминик дома, луѓето кои што се чувствителни на алергискиот ринит или риноконјуктивит, лаважа со морска вода, употребата на кортикостероиди на своја рака никогаш не ја одобрувам. Кортикостероид е исклучително моќна молекула која што оди исклучително по препорака на лекар. Така. На своја рака не. Многу благодарам што и ова утро беше дел од нашата програма. Впрочем, се гледаме повторно, така? И тука ќе бидеме за нашите гледачи да им одговориме и на нивни прашања, па се надевам ќе имаме и повеќе време за нив. Оливера, ние тука завршуваме. Секогаш учам од докторот, нели? Фармацевт сум, не сум доктор, да. Доктор за лекови. Секогаш учам нови работи, но еве денес научив дека ако сме биле алергични, јас како бебе сум била на пеницилин, треба да се испитам дека се уште ми стои во книжката КВ пеницилин. Да, треба да се провери дали сте се уште пречувствителни кон пеницилин и кон кој пеницилин. Затоа што новите молекули се малце, нели, истражувањата во медицината секогаш одат нанапред, одат во насока на подобар безбедносен профил, односно зголемена ефикасност на конкретната молекула. Може би кон новите генерики нема да бидете алергични. Така, еве, амоксиклав сум пиела и не сум алергична, тој е од фамилијата на пеницилин. Да, амоксицилин е по генеричко име, споредено со оној пеницилин
од пред условно некога, кажано да. 30 на години, поприлично различен некако молекула. Да, треба да се внимаваме на здравјето. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме во следна прилика.